Zdravo, dragi mladi prijatelji. Zad nas je šte jedno brigadirsko udarničko mladinsko leto. Izmina samo desetina dena, otkako stivna brigadirskata pesna i gromkoto mladinsko oruk, koje deknuvaše na 23 gradilišta od grlata na 27.000 mladi od celava naša zemlja. Navraćajki se na akcijaškoto 3 mesečje i postignatite rezultati na mladinskite rabotne akcije vo našava zemlja, razgovarame so predsedatelot na Republičkata konferencija na Sojzotna socijalističkata mladina na Makedonija Tomislav Petruševski. Koliko mladinski rabotni brigadi i mladinci ova leto drugaruva so krampoviti količkite na akcijite vo našava zemlja? За доброволните работни акции владееше огромен интерес меѓу младите. Можете беа такви да само 43 бригади од Македонија со околу 2600 младинци учествуваат во изградбата на најразличити објекти ширум целава наша татковина. Нашата желба беше на сојузните младински работни акции да учествуваат млади од сите општини во Македонија. Тоа го сторивме, а некои комуни испратија повеќе бригади на сојузните младински работни градилишта. Заврши акциите Мариово и Плачковица 77. Нешто повеќе за учеството и постигнатите резултати на младите на овие акции. И оваа година на сојузните младински работни акции Мариово 77 и Плачковица 77 се работеше со особен едлан и желба за постигнување на што поголеми работни резултати во изградбата на патот од Прилеп до Витолиште и на патот од Штип до Туртел. Во трите смени во двете акции работеа 34 бригади од сите наши републики и покрајини. Повеќе од 1700 бригадири остварија просечна норма од околу 150% на траса, додека во населбата во цело се остварија планираните општествени активности. Белеќе и на овие акции, како и на другите во целата наша земја, беше силното изразено братството, единството и заедништвото меѓу младите. И ова година беше потврден големиот интерес кај младите за учество на акциите. Каде се предвидува идното лето да работат младинските работни бригади? Ние веќе размислуваме за идните акции и нашите можности за учество на младите од Македонија на сите сојузни работни акции. Наши размислувања се во наредната година да продолжат со работа сојузните младински работни акции Мариево и Плачковица, а подготвени сме да дадеме свој допринос во изградбата на автопатот Братство и единство во нашава република. Големиот интерес на младите за младинските работни акции ќе биде остварен и преку организирање на низа локални работни акции во сите општини и средини. Младинската работна ангажираност во идната година ќе биде во знакот на одбележување на 30 годишнината од младинските работни акции во нашава република. Благодарам, а ние, драги млади пријатели, уште еднаш да се подсетиме на бригадирското секојдневје, а воедно да ја задоволиме желбата на повеќе наши гледачи, меѓу кои на другарката Нада Пруговачка од Хрватско Загорје, чиј син и керка учествуваа во втората смена на акцијата Плачковица 77. Од оваа акција подготвивме репортажа, која ќе ви ја прикажеме во рамките на терминот Младите на дело. Дневна заповест на командантот на Сојузната младинска работна акција Плачковица 77 за ден 17.8.1977 година. Дежурна бригада во населбата Велко Влаховиќ, младинската работна бригада 4 јули. Дежурен во населбата е командантот на истата бригада. Дежурен во штабот е Лазар Атанасов. Станување на бригадите во 4:30 часот. Во секој ден што се кине, овој копнеш расте како бран. Блиска тој преку срце како река, што шуми
Drugarot Kiril Cackov je komandant na Плачковица 77 и кажи ни од кога постои ова акција? Па акцијата Плачковица е една од најмладите акции во нашата земја. Таа постои 3 години. За овие 3 години учествува околу 2000 младенци и младинки. Сега е трета смена, од каде се има бригади што работат? Во трета смена на Сојузната младинска работна акција Плачковица 77 година има бригади од Ново место, од Белград, потоа има една безбратимена бригада од околу 23 града, една заедничка бригада на двата града Кратово и Кочани и бригада од Скопје. Јас сум по прв пат на работна акција. И како овде се работава? Овдека е добро, само првите плускавци ми се фрлија на рацете и мислам дека ќе биде се во најдобар ред. Ние работиме сите заедно, сложни и братски. Ти си еден од најмладите бригадири на оваа акција. Колку години имаш? Ја имам 12 години. Јас еве сега дојдов на акција. Ова акција е многу добра. Се запознав со многу другари. Еве сега сум во работната бригада Катја Рупена од Словенија. Јас сум сега прв пат на младинска акција и можам да речем дека многу сум изненадена и многу сум задоволна од бригадирскиот живот што се води А од овде работата? на А од работата? Па и работата не е тешка. Свесни сме дека треба, дојдени сме да работиме, да изградуваме и тоа го имаме на уми, ни станува полесно. Желба на секој бригадир и бригада е да биде ударна. Да, исто така и јас имам таа желба и сигурно би била најсреќната бригадирка кога ќе се вратам ударна. Водоносците на младинските работни бригади посебно се популарни. Па да, зовем се Илич Бранислав, иначе из Краговица сам. Могу да кажем да вода се доста пие, а А воду... кој најповеќе пие? Па највише нормално пие воду они кои најмање раде. А кој најмалку работи? Па тоа су сад у овом случају кај нас трасеви, нашите популарни траско. Сад баш njemu идем и ево носим вода. Со ретко виден ентузијазам и желба за поголеми резултати, бригадирите работат на новиот пат кон Туртел. Од придонесот на секој зависи успехот на бригадата. Ведри, распеани, но максимално ангажирани, младите од целава наша земја и во оваа смена се борат за кубици земја, нови простори на патот кој го носи епитетот Младински. Hoćemo li? Hoćemo! A šta? Da radimo! Za koga? Za Tita! Za koga? Za partiju! Za koga? Za narod! Za Tita! Sve! Za partiju! Sve! Za narod! Sve! Tito! Partija! Omladina akcija! Slušaj ovamo! 23! Grada! Omladine! Jugoslavije! 4. juli! Командант на ова младинска работна бригада е другарот Трбојевиќ Гојко из Карловца, командант бригада 4. јули.
Koga je formirana brigada? Brigada je formirana 4. jula 77. godine, odnosno tekuće godine, u Karlovcu na 11. susretu boraca i omladine. Po meni se da ovo prvi put da sam došla na ovakvu radnu akciju i mislim sasvim drugačije doživjeti ovu radnu akciju nego slušati po pričama drugih koji su bili na takve radne akcije. Ovdje ono što posebno mi se bendisува je drugarstvo това бригадата, бидејќи ова е единствена бригада што присуствува на ова работна акција на Плачковица, збративина од повеќе од 23 града и толку големо единство и братство има во бригадата, така што многу пријатно се чувствувам. Na trasi, što se tiče samog rada, brigade i dosadašnjeg uspjeha u ovih nekoliko dana u potpunosti zadovoljan. Koja je najvisokata norma što je postignavte site ovde? Najvisoka norma ovdje postignuta do sada je 158. Bio sam na 13 radnih akcija, međutim ovo mi je 14. savezna radna akcija. A koliko dosega udarničke značke imaš? Ovo mi je 17. udarnička značka. Na Плачковица 77, во ова трета смена, ти си председател на собранието на смената на највисок самоуправен орган на една акција. Кажи ни како се остваруваат самоуправните односи овде. Акција, to je velika škola, bar po mom mišljenju, upravljanje što se tiče, samoupravljanje što se tiče mladih brigadira na ovoj radnoj akciji. Младинската работна бригада 26 јули е составена од 45 бригадири. Тоа се претежно бригадири од средните училишта. Ова бригада е бригада на младенци. Просекот на години е 16,5 години, кои од поголем дел околу 80% се за прв пат на акција. За прв пат се и во самоуправните органи. Секако, доведената должност представува за мене голема одговорност. Меѓутоа, воедно ме радува довербата дадена во мене и сакам да истекнам дека се работи е заснована врз самоуправните принципи, дека овдека сме да го изградиме социјализмот врз она на кој што не учеле секогаш нашите постари, да према самоуправа. Како се работи на траса? На траса се работи многу добро, сепак бидејќи нашата бригада е многу млада. Има просек 16,5 години. Тие се трудат повеќе, најмногу работат и секој ден се повеќе и повеќе проценти добиваат. И се надевате на највисоките признанија? Се надеваме на највисоките признанија, секако. По кој пат си ти на една акција? Па јас сум по прв пат на оваа акција, меѓутоа се надевам дека нема да биде ни последен пат. По што ќе ја паметиш Плачковица 77 Па, на трета смена? Ќе ја паметам по моите познанства со некои другари, секако и другарки, а потоа и ќе ја запаметам и по тоа што се залюби во една Словенка. Май да конта кати рупена с много места. Како ти го минува слободното време на Плачковица Ма 77? тако ходим на политично предавања, потем бавим се шпортом и звечер имамо па плесна забава. Наша бригада има наслов Катја Рупена. Од кој град? Из Новega места, из Словенија. Ти си еден од најмладите команданти во нашава земја. Колку е стара твојата бригада? Ја сум зело млад командант. Моја бригада па е стара попречно окрок 17 до 18 лет, веćina. Иван Иванишкин е студент по право, инаку е учесник на Сојузната младинска работна акција Плачковица 77 со група младинци од Чехословачка. Како ја видовте акцијата Плачковица 77? Познал сум Дариф Плачковица. Член сум на бригадата 26 јули. За прв пат сум на акција во Македонија и Југославија. Научив и видов многу, за што долго ќе се сеќавам и раскажувам. Јордан Цацков е референт за идеолошко-политички активности на младинската работна акција Плачковица 77. Кажи ни нешто за формите и активностите во кои се застапени бригадирите. Во рамките на идејно-политичкото и марксистичкото образование во населбата Велико Враковиќ се вклопени скоро сите бригадири. Не е мал бројот одив кои за прв пат се среќаваат со младинската политичка школа и младинската политичка трибина, на кои се обработуваат повеќе теми од нашиот секојдневен живот, како што се самоуправувањето, нашата надворешна и внатрешна политика, марксизмот како поглед на светот, а секако најинтересни се темите за животот и делото на другарот Тито, кои се вклопуваат во годинашните Титови јубилери. Предавачи на овие политичка школа и младинска политичка трибина
се истакнати општествено-политички работници како од нашата република, така и од нашиот град домаќин. На новиот пат што го градат бригадите, веќе се обучуваат и идните возачи. Еден од нив е Вања Ѓурица из бригаде Јанко Лисјак. Колку вие научивте и како возите? Па научил сум овако да возим добро, а видит ćemo кога будем полагал. Голем број бригадири овде се обучуваат за повеќе занимања. Ангел Иванов е референт за технички активности и кажи ни кои се курсеви се одржуваат на Плачковица 77? Фото, кинокурс, курс за обука на радиоаматери, радиооператори, воздухопловно и ракетно моделарство. Направи си сам курс за прва помош и мопедистичка, односно курс за обука на возачи. Колку овие курсеви беа посетувани од бригадирите? Скоро сите бригадири беа опфатени по еден од овие курсеви. Лазар Атанасов е референт за спорт и рекреација. Нешто повеќе ќе ни каже за ова. Во моментот Сојузната работна младинска акција Плачковица 77 се активно се припрема за престојната средба на спортот и културата во Тиентиште, која се вклопува во рамките на Титовите и нашите јубилеи. Миладиновиќ Вукица. Колку пати неделно и колку пати во смена сте задолжени и сте обврзани да издавате билтен? Око 20 комада смо извржени да издамо билтена, а до сада смо издали само 3. За овие билтени се добиваат оценки кои влегуваат во конечниот пласман на бригадите. Стамен Димчевски е референт за култура. Колку ти го оценуваш овој билтен? Овој билтен е оценет заедно со Комисијата за култура и ја доби оценката 9. Во овој ден летен ти си како бран, што плиска со насмевки делфина, што кипи ко рујно младо вино, во еден врел, еден опој што мами. И овој ден летен ти како план, ко слика на мојата делфина, ко неми што еднаш крајна смина, што нема миг кога двајцата сме сами. Овој ден ко сон ке мине, во очи мојчи скриен бол, сини спомени ке сгинат, со овој ден што си оди делфина. Овој ден летен се како сон, сон што го ветила делфина, ко сказна од една љубов сина, што нема крај ниту почеток има. И овој ден летен плика како план, ко слика на мојата делфина, ко неби што крајна седнаш мина, што нема мир кога двајцата сме сами. Овој ден сон ке мине, во очи мојчи скриен бол, сини спомени ке сгинат, со овој ден што си оди делфина. Во овој ден летен се како сон, сон што го ветила делфина, ко сказна од една љубов сина, што нема крај ниту почеток има. И овој ден летен плика како план, ко слика на мојата делфина, ко неби што еднаш крајна смина, што нема мир кога двајцата сме сами. Во овој ден летен ти си како бран, што плиска со насмевки делфина, што кипи ко рујно младо вино. Денес беше ударен ден. На почетокот ви ги соопштуваме резултатите постигнати на градалиштето. Младинската работна бригада Катија Рупена 161%. Младинските работни бригади 4 јули и Илинден 160%. Рупена!
Младинските работни бригади 4 јули и Илинден 160%. Младинските работни бригади Јанко Лисјак Пушка и 26 јули 158%. Вечерва, драги бригадири, свечено ќе се збратимите со сите младински работни бригади со бригадата 4 јули, составена од 23 града од Југославија. Инаку логорски оган со бригадерска програма приедува бригадата Катија Рупена од Ново место. Бригаде мирно! Поздрав! Друже команданте, младинските работни бригади, учесници во третата смена на овогодишната сојузна младинска работна акција се спремени за свечено збратимување. Рапортира заменик командант Никола Зенделов. Бригадири, здраво! Здраво! Драги бригадирки и бригадири, почитувани гости, посебно ми е чест и задоволство на овој свечен амбиент и нова свечена манифестација да го прогласиме и првото збратимување на третата смена од Сојузната младинска работна акција Плачковица 77 помеѓу бригадата 4 јули составена од 23 братски градове со останатите бригади од трета смена од Сојузната младинска работна акција Плачковица 77. Работиме како браќа, но без ударни значки никој се не враќа. Ние сме овде дошле, работиме како браќа, но без ударни значки никој се не враќа. Се викам Весна Козаровска, од бригадата сум 26 јули од Скопје. Првпат сум на една сојузна работна акција, па поради тоа можеби оваа вечер представува изузетно голем момент во мојот живот. Посебно се радувам затоа што оваа вечер се збратимија повеќе работни бригади од целата наша земја, па така и тоа е една потврда за братството и единството кое се шири низ целата наша земја. Мокно гори огнот наш, в него живот грей. Другар тука, другар таму не сум сама. Пламен расек сенки ши, бой жар, после ноќта љубов расте
Brigadirskото секојдневие завршува овде, крај Логорскиот огин, со цврсто стегнатите раце во Козарачкото оро, со песната и јасната порака што беше изречена од илјадниците бригадири на крајот на оваа акцијашко лето. Доведување до идната година, до следната акција, до нашата нова заедничка обврска и можност за потврдување и работно докажување. Тиха партизанска ноќ за многу млади кои на свет со денот нема да се искри рој се цел, од бојни песни сме си дел. О, каква ноќ, тиха партизанска ноќ, за многу млади кои на свет, со денот нема да се па.